Европската унија има строги правила кога се работи за народните пари што се даваат како помош на фирмите. Оваа строга легислатива има цел да спречи дискриминација на пазарот и нелојална конкуренција. Искуството од земјите од регионот кои што веќе преговараат покажуваат дека во поглавието 8 има сериозна неусагласеност, што понекогаш резултира и со повлекување на дадените пари. Во оваа емисија на Агенда 35 анализираме каква е македонската усагласеност со европската легислатива, кога се работи за давање на државни пари за помош на фирмите, а го анализираме и фискалниот аспект, односно каков ефект имаат потрошените пари. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате кои се главните забелешки на Европската комисија за напредокот кој што земјава го постигнала под на поглавјето 8 политика на конкурентност. Студија за ефектите од државната помош за фирмите покажува незадоволителни резултати од потрошените пари. Потребно е да се смени моделот на субвенционирање. Светска банка препорачува воспоставување на систем за прибирање на податоци за перформансите на фирмите пред и после примањето на државната помош, за да се процени колку напреднале и дали се постигнати очекуваните резултати. Следете на. Слаб капацитет на органот кој што треба да ја гарантира заштитата на конкуренцијата, недоволна транспарентност на доделувањето на државната помош и нецелосна усогласеност на законодавството со европското. Ова се главните забелешки на Европската комисија за напредокот кој што земјава го постигнала по однос на поглавието 8 политика на конкуренција. Најслаба карика во системот е Комисијата за заштита на конкуренцијата, а најспорен е Законот за државна помош, кој треба дополнително да се усогласува со правото на ЕУ. Комисијата за заштитата на конкуренцијата е одговорна за спроведување на Законот за заштита на конкуренцијата и на Законот за државна помош. Во однос на спроведувањето на Законот за заштита на конкуренцијата, Европската комисија наведува дека ограничениот буџет на антимонополската комисија го попречува ефективното спроведување на нејзините надлежности и предизвикува загриженост за независноста и одржливоста на нејзиното работење. Препораките во однос на спроведувањето на Законот за заштита на конкуренцијата се следниве. Комисијата за заштита на конкуренцијата треба да ги подобри своите податоци за спроведување со зголемување на теренските инспекции и со почесто користење на инструментот за попустливост. Исто така, треба да продолжи да прави целосна транспарентна употреба на можноста за казнување, доколку е применливо. Недостатокот на капацитетот на комисијата и на судовите кои се занимаваат со антимонополски случаи го попречуваат правилното спроведување на законот, наведува комисијата во последниот извештај за напредокот на земјава. Законот за државна помош и неговото спроведување се дел од анализата мерење на економските ефекти од државната помош доделена на приватни претпријатија во Северна Македонија, која ја изврши фајнансинг. Во неа е утврдено дека е потребно доусогласување на законодавството во делот на дефинирањето на злоупотребената помош и овластувањето на Комисијата за заштита на конкуренцијата со цел спречување на злоупотребите. Недостатокот кај Законот за контрола на државна помош се однесува во тоа што дефиницијата за злоупотребена помош треба да се прилагоди, односно кај нас по злоупотребена помош се подразбира помошта каде што давателот не исполнил одредени обврски при доделувањето, а додека во европското законодавство за злоупотребена помош се смета она каде корисникот не ја искористил помошта за целта за која што е доделена. И нашата дефиниција не е погрешна, бидејќи и тоа е злоупотребена помош, а меѓутоа значајно е да се опфати и корисникот, особено со оглед на тоа што тоа ќе и даде правна основа на комисијата да ги преземе соодветните мерки во случај кога корисникот ја злоупотребува помошта. Дополнително, во поглед на усогласување на македонското со европското законодавство, потребно е аплицирањето за помош да биде пред да започне инвестицијата, за да се смета дека ефектот на поттик е присутен, појаснува Димитрова. Ефектот на поттик значи дека државната помош треба да ги мотивира предпријатијата да направат нешто плюс, кое што не било дел од нивното секојдневно работење или од нивните планови. Според правилата во законодавството, основниот услов кој што треба да се исполни за да се смета дека е присутен овој ефект е тоа дека помошта треба да се додели, односно предпријатијата треба да аплицираат пред да реализираат инвестиција или проект. И од тука всушност произлегува и неусогласеноста на Законот за финансиска поддршка на инвестиции со оглед на тоа што помошта се доделува за инвестиција која што е веќе реализирана. Покрај заокружување на законската рамка во делот на спроведувањето на законите, на што забележува и Европската комисија и домашните економски аналитичари, потребно е сериозно да се зајакне капацитетот на Комисијата за заштита на конкуренцијата, која што има ограничени ресурси,
односно најмал буџет меѓу земјите од Западен Балкан, со што не ја извршува својата улога соодветно. Препораките во тој дел се следниве. Секако дека треба да се направи доусогласување на законодавството, како во поглед на Законот за контрола на државна помош, така и во поглед на уредбите, при што кога станува збор за уредбите потребно е да се направи целосна анализа на усогласеноста. Истото важи секако и за антимонополската политика. Исто така имаме препорака која што е од практичен аспект, односно потребно е да се зголеми буџетот на Комисијата за заштита на конкуренцијата, бидејќи тие се соочуваат со недоволен број на вработени и со застарена опрема, и зголемувањето на капацитетите ќе помогне во подобра реализација, подобра оценка и подобар надзор на државната помош и на антимонополското однесување на компаниите. Правилата за конкуренција се директно применливи во целата Европска Унија, а земјите членки мораат да соработуваат целосно со Европската комисија, која врши контрола за нивно спроведување. Колку народните пари доделени како државна помош создаваат подобри компании е прашање што често се поставува во јавноста години наназад. Меѓутоа, досега не е направена анализа на ефектите од потрошените буџетски пари. За првпат одговор на оваа дилема дава новата студија на Институтот за економски истражувања и анализи Finance Think, која што ги оценува ефектите од државната помош дадена преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите и преку Фондот за иновации. Меѓутоа, резултатите од 12 индикатори што се следеле во истражувањето на фирмите, како приходи, профит, продуктивност, вработеност, плати и слично, покажуваат одредена загриженост кај економистите. Загриженоста произлегува токму од ефектот што програмите го предизвикале врз овие индикатори. По-конкретно кај Законот за финансиска поддршка на инвестициите, кој што го покрива првиот и вториот столб од планот за економски раст, само еден индикатор покажа ефект, а тоа е вработеноста. Значи од 12 индикатори, само зголемувањето на вработеноста кај примателите на таа државна помош предизвикала позитивен ефект. Сега добро е кај другите што нема негативен ефект, меѓутоа ефективно заклучуваме дека тој ефект кај тие индикатори е нула. Тука да спомнам дека често во јавниот дискурс гледаме позитивни примери каде што била доделена државна помош на претпријатии кои што оствариле одредени позитивни резултати. Меѓутоа проблемот е што таа државна помош се доделува по направената инвестиција, што значи она што го гледаме е главно резултат од инвестицијата, а не од државната помош која што следела во годината по направената инвестиција. И би рекол дека тоа е моментално главната загриженост, односно да ја формулирам јасно и гласно, Законот за финансиска поддршка на инвестициите не дава резултати во формата во која што е сега. Не значи дека треба да се укине, меѓутоа треба ова да биде повод тој да се реформира во насока да ги оствари целите кои што се пишани во самиот закон, а тоа е компаниите кои што ја добиваат таа државна помош да имаат поголема продажба, поголеми профити, поголема вработеност како резултат на помошта, а не како резултат на други фактори. Додека кај третиот столб од планот за економски раст, кој што се операционализира преку Фондот за иновации и технолошки развој, имаме поповолна ситуација. Таму имаме 7 позитивни индикатори од 12, значи ефект строго припишан на државната помош која што во овој случај во форма на грантови кои што се доделуваат преку ФИТАР. И сега таму заклучуваме дека таа е главно ефективна, значи препорачуваме дека таа треба да се задржи главно во формата во која што е сега. Универзитетскиот професор Маријан Петрески, кој што е еден од авторите на оваа студија, вели дека освен овие анализирани програми, има уште неколку инструменти преку кои се исплатува државна помош, а вкупната сума надминува 400 милиони евра. Прво треба да разбереме за што се доделуваме државна помош. Ако ја исклучам сега државната помош која што беше сврзана со пандемијата, тогаш средства во ставката субвенции и трансфери во буџетот, тие средства изнесуваат околу 10% од вкупните расходи на државата. Ако одиме наназад во 2005-2006 година, отприлика тие биле нула. Значи во меѓувреме имаме еден фрапантен раст на државната помош која што се доделува по различни основи. Значи не само што не ги знаеме ефектите од многу од овие помошти, туку имаме два дополнителни проблеми. Прво, ние немаме на едно место
да речам, листа на видови државна помош која што се доделува. И вториот аспект е дека сврзано со првото, ние не можеме ни да процениме кога таа помош е во рамки на одредени правила, особено правилата зададени од преговарачките поглавја со Европската Унија, па следствено на тоа не можеме да извршиме ниту евалуација на ефектите од таквата државна помош. Меѓутоа, властите веќе најавија дека ќе го адресираат овој проблем до крајот на годината, преку воспоставување на единствен регистар на државна помош кој ќе ги опфати податоците од сите институции и инструменти. Според Петрески, тоа ќе ја зголеми транспарентноста и ќе биде основа за дополнителни истражувања на подлабински ефекти од државната помош. Транспарентноста е релативна, што значи дека постои во поглед на расположливи информации за државна помош, меѓутоа не е доволна. Сега мора да ја наблюдуваме транспарентноста сврзана со конкретните програми за државна помош, затоа што сите тие се различни по својата природа и се операционализираат преку различни институции. Сега тука веднаш морам да го напоменам позитивното искуство во поглед на транспарентноста кај Фондот за инновации и технолошки развој. Тој се гледа дека веројатно е поставен на по-здрави и робусни основи и како резултат на тоа сега имаме и добро развиена транспарентност во поглед на програмите што се операционализираат преку тој фонд. Се разбира, дел од податоците остануваат да бидат доверливи, меѓутоа тоа не значи дека до нив не може да се стигне. Во случајов ние до нив стигнавме преку конкретна изјава за необелоденување на податоци на микрониво. Меѓутоа тие беа достапни во една таква форма за да може да се анализираат. За жал кај другата програма, значи кај Законот за финансиска поддршка на инвестициите, информациите беа многу поштури и дополнително кога пристапивме со барање за обезбедување на дополнителни информации, особено за компаниите кои што биле одбиени, значи аплицирале биле одбиени, кои што во овој случај беа многу важни затоа што тие представуваат споредбена група, тогаш веќе наидовме на поголем отпор од страна на институциите. Но низ зададените правила инсистиравме и тие на крајот ги добивме. Меѓутоа, искуството покажува дека во рамки на восстановените правила таквите информации не може да бидат достапни еден дел за јавноста, друг дел за истражувачи под одредени критериуми за доверливост. Значи, во таа смисла имам препорака до сите институции дека тие правила мора да се следат. Петрески вели дека иако поглавието 8 не е во првите што се отвараат кога земите почнуваат преговори со ЕУ, важи за едно од најтешките. Оваа студија која што претходно ја елаборирав покажува една причина зашто тоа ќе биде така. Дури и самата Европска Унија, Европска комисија во годишниот извештај за напредокот на Македонија укажува дека, например, во делот на државната помош за приватни претпријатија укажува дека таа најчесто се користи за да помогне работниот капитал, а не за да придонесе за продуктивноста и поголема додадена вредност кај претпријатијата. Значи, веќе тоа дава основа да кажеме дека преговорите во однос на тоа поглавие нема да бидат лесни. И сега Законот за финансиска поддршка на инвестициите е еден пример. Имаме и други примери каде што ќе се јават потенцијално, да кажам, прашања кои што ќе бараат подетална дискусија и следствено на тоа одредена реформа. Во поглед на поглавието уште да напоменам дека најмалку два аспекти се битни кај државната помош, што го бара самото поглавие, самата реформа да биде во линија со барањата на Европската Унија, а тоа е прво да постои ефектот на поттик, односно дадената државна помош да го смени однесувањето на примателот. Ако тој продолжи и по доделувањето на помошта да се однесува на ист начин како што би се однесувал без помошта, тогаш имаме голем проблем. И вториот аспект е аспектот на транспарентноста за кој што веќе дискутираме.
По критиките од меѓународните институции дека државната помош се доделува преку различни и неискоординирани инструменти и при тоа транспарентноста не е на потребното ниво, доаѓа најавата дека во државата ќе се воспостави единствен регистар на државна помош, што треба да придонесе за хармонизирање на планирањето и буџетирањето на државната помош, но и да се види ефектот од користењето на јавните средства. Овој регистар, чие воспоставување започна на почетокот на оваа година со поддршка од Светската банка, во иднина ќе биде единствено место каде граѓаните и компаниите ќе добијат транспарентен и отчетен систем во кој ќе биде сведено на минимум субјективното согледување и проценките при доделувањето на државна помош. Оваа најава дојде од вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики на конференцијата посветена на ефектите и моделот на доделување државна помош за економијата, од каде произлезе клучниот заклучок дека државната помош исплатена преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите во голема мера е неефективен, бидејќи не ги зголемува продажбата, инвестициите, платите или профитот кај примачите, додека пак државната помош исплатена преку Фондот за иновации и технолошки развој се покажала како значително поефективна, зголемувајќи ги приходите од продажба, продуктивноста на трудот и инвестициите во технологија. Државниот регистар за државна помош ќе биде единствена точка за контакт за информации за државна помош. Процесот ќе биде комплетно дигитализиран од почеток до крај, од информација, аплицирање и одобрување. Ова ќе допринесе за хармонизирање на планирањето и буџетирањето на државната помош, но секако и да се види ефектот на користење на јавните средства. Компаниите и граѓаните ќе добијат транспарентен и отчетен систем за државна помош, во кој ќе биде сведено на минимум субјективното согледување и проценка. Дополнително преку овој систем ќе биде лесно да се следат сите исплати за државна помош и ќе може да се следат ефектите и влијанието на истата помош. Неусогласеноста на различните инструменти за доделување на државна помош и нивната недоволна транспарентност е една од клучните забелешки на Европската унија до македонските власти. Фрейк Јан Маат, раководител на секторот за економски прашања во делегацијата на Европската унија во Скопје, ја поздравува најавата за формирање на единствениот регистар и истакнува дека тие ја наблюдуваат државната помош преку два аспекти – фискален и во однос на правилата. Од фискален аспект, секоја влада треба да им гарантира на своите даночни обврзници дека секој денар е добро потрошен. Every government should guarantee to its taxpayers, to its citizens and to its companies that every denar, in this case every euro, is well spent. So that means that every denar that is spent on state aid is somehow leading to a more productive private sector, leading to more growth. And we have noted in our last annual report that a large share of firm-level support is funding firms' working capital rather than enhancing their capabilities to compete through productivity improvements, through productivity improvements or to increase domestic value added. Aid schemes are managed by a multitude of institutions, leading to frequent overlap, and the criteria on which firms are selected to receive aid leave ample room for discretion. The SAA obliges candidate member states like North Macedonia to have already the exact same state aid rules in place as the EU. The way it works is that the member states should, before they actually implement these state aid schemes, send them to the Commission, to the Directorate General for Competition, or to agriculture, if it concerns state aid in agriculture, and then the Commission looks at it. If it's fine, if it's state aid in line with our rules, we give our blessing, and then the aid scheme can be implemented. Јан Маат објаснува дека ефективноста на државната помош е особено важна и во самата Европска унија и таму таа се дели според строго дефинирани правила. At this moment, we have member states sending in their so-called recovery plans, what they will do with all these billions of euros that they will get from the EU, either grants or loans, and the European Commission is now looking at it from the perspective of do they make sense? Do they actually lead to higher productivity?
Do they contribute to the green transition, which is a priority for the EU? Do they contribute to digitalization? So this is something that we also look at when we interact with our candidate member states. Представникот на Европската Унија го критикува отсуството на поголема улога на Комисијата за заштита на конкуренцијата во целиот процес на доделување на државната помош и дава конкретни насоки како истата би требало да се регулира. One very important player, which I mentioned, is the Commission for the Protection of Competition. I think that their capacity should be increased, especially in the area of state aid. And as I said before, I think also the awareness among aid grantors should be increased, that they should consult the Commission before they can go ahead. So only after they get the green light, they can implement state aid schemes. We also, in our annual report, following up on the discussions we have under the SAA, we have found that two laws at the moment are not clear to us. One is the law on financial incentives for the airports, and the other one is the law on support for financial investments. And we are having doubts whether these two are actually in line with state aid rules. The one on support for financial investments seems to be having rather a character of operating aid, so just giving support to firms without having any incentive for them to increase their productivity or have other goals like improving the environment or increasing or improving underdeveloped regions, the ones I mentioned before. And I think this is an important issue for North Macedonia to work on, because if we are going to open accession negotiations, which we are certainly going to do, the only question is when, then this is a topic which is better to address earlier rather than later. I was working in the EU delegation in Serbia when they opened accession negotiations in 2013. And there we saw that all of the 5 opening benchmarks in the area of competition were related to state aid. Also to schemes which were not in line with our state aid rules. I remember, for example, state aid to Fiat in Karagujevac, state aid to the big smelter in Smederevo. And this is causing troubles then later on. And it might actually lead to the obligation to have to recover state aid. Бројни забелешки за давањето на државна помош за компаниите во време на ковид криза, констатира и Светска банка, а една од клучните е начинот како се трошат парите. Во Македонија недостасува анализа на ефектите. Од Светска банка велат дека некои инструменти јавно ги презентираат информациите, односно добитниците на субвенции, додека кај други пак многу е тешко да се дојде до тие информации. Светска банка препорачува да се анализира, да се направи споредба помеѓу инструментите и програмите, да се процени дали ги постигнуваат целите и врз основа на тоа, понатаму на редовно ниво да се коригираат и прилагодуваат политиките. За остварување на оваа цел пак, потребно е воспоставување на систем за прибирање на податоци за перформансите на фирмите, прети по примањето на државната помош, за да може да се направи проценка колку напреднале и дали се постигнати очекуваните резултати. Не е важно кој колку средства добил, туку што е постигнато, рече Тања Марковска, експерт за приватен сектор во Светска банка на конференцијата организирана од Finance Think насловена "Дали субвенциите креираат подобри предпријатија и дали подобрите предпријатија добиваат повеќе субвенции". Ние денес гледаме дека има бројни инструменти што се спроведуваат, меѓутоа не е секогаш јасно кон што точно придонесува тој инструмент. И особено она што недостасува се конкретни таргети што би требало тие инструменти да ги постигнат. Значи често ни се случува да видиме дека еден инструмент може би има за цел да привлече повеќе странски инвестиции, меѓутоа многу ретко се појавува одредена квантифицирана информација
во стилот на да, со волку средства колку што ќе вложиме во промоцијата и привлекувањето, ќе добиеме толку и толку инвестиции за возврат. Значи, таа нумеричка, квантитативна информација многу често недостасува при дефинирањето на инструментите. Исто така треба да се разгледаат и да се познаваат добро самите инструменти. Во моментот во Македонија има навистина многу разнолични инструменти, кои што понекогаш дури и се преклопуваат, користат сосема различни пристапи на поддржување на предпријатијата, имаат различни критериуми, понекогаш и контрадикторни критериуми, така да постои голем дисбаланс во тој дел. Анализирањето на државната помош кон фирмите е комплексен процес, оценува Марковска, бидејќи освен грантови има и даночни ослободувања, особено кај странските инвестиции, како и бескаматни заеми. Во 2019 година, според анализите што ние ги направивме, малите и средни фирми во Македонија имаат добиено околу 30 милиони евра државна помош, распоредени на околу 2300 фирми и ова се без странските инвестиции. И самата таа бројка е импозантна, меѓутоа ако погледнеме 2020 година имаме скоро 10-кратно зголемување. Само на државната помош во вид на поддршка за плати, како резултат за справување со ковид кризата, имавме над 22.000 фирми што се корисници на оваа помош и вкупната сума на исплатени средства во вид на државна помош во 2020 година надминуваше 180 милиони евра. Светска банка забележува дека недостасува анализа на национално ниво, каде што ќе има споредба помеѓу програмите, како и проценка во однос на ефектите што ги генерираат. Ова е особено важно во услови кога просторот во буџетот е навистина лимитиран, средствата се ограничени што може да се пласираат како помош, така да навистина треба да се носат мудри одлуки каде треба средствата да се пласираат. Во делот на носењето на политики, Светска банка утврдила дека има голема фрагментација, односно, секоја институција си ги работи исклучиво своите инструменти, наместо тој процес да биде централизиран. Сега ние почнавме со анализа на како може да се, кои се недостатоците во тековниот систем и како тие може да се подобрат и ги групиравме во три групи. Значи, прво е во самиот дел на носење на политиките. Тука утврдивме дека има голема фрагментација, секоја институција си ги работи исклучиво своите инструменти и ретко каде се среќава некоја анализа преку сите институции во однос на тоа како ги осмислуваат своите инструменти за поддршка на приватниот сектор. Како што кажав, тие се ретко поврзани со стратегиите, така да тешко се следи нивната имплементација. И исто така понекогаш дури забележуваме дека има преклопување помеѓу институциите, односно различни институции прават инструменти кои што имаат иста цел и понекогаш дури се случува да исти фирми аплицираат и добиваат поддршка од различни институции за иста намена или слична намена. Во делот на имплементација на државната помош, Светска банка оценува дека има големо разногласие помеѓу институциите. Некои работат на принцип на хартијани апликации, значи доставување на апликацијата во архива, некои се дигитализирани во тој поглед, некои финансираат ретроактивно, односно инвестиции што се веќе направени, некои финансираат инвестиции и поддршка што развојни проекти што треба тек да се случат, количината на информации што се собира од апликантите е различна, очекувањата за рапортирање, за известување на апликантите исто така различно, така да се тоа креира доста големи проблеми во делот на синхронизацијата понатаму. Во голем дел од државните институции има минимални информации за компаниите кои добиле државна помош. Најчесто, вели Марковска, стои информацијата која фирма колку средства добила, без дополнителни информации кои може да придонесат за подетални анализи во иднина. Во сето ова, Комисијата за заштита на конкуренцијата, која што е многу важна институција во сето ова, е релативно малку вклучена. И тешко е во можност да прави соодветна анализа на овие на државната помош, што е нејзина многу главна углова.
Светска банка е институција што даде конкретна поддршка во насока на формирање на менеджмент информацијски систем, кој би ги опфатил сите фази од животниот циклус од државната помош: планирање, реализација и следење на резултатите кои се постигнати. Нов инструмент за справување со можни штетни ефекти на странски субвенции на единствениот пазар на ЕУ предложи Европската комисија минатата недела. Законодавниот предлог следи после донесувањето на Белата книга во јуни 2020 година и обемните консултации со соодветните заинтересирани страни. Целта на новиот инструмент е да се пополни законодавната празнина на единствениот пазар, каде субвенциите на трети држави моментално воглавно не се под надзор, додека субвенциите на државите членки се под строга контрола. Новиот инструмент е замислен така да ефективно се решава проблемот со странски субвенции, кои ја нарушуваат пазарната конкуренција и рамноправните услови на единствениот европски пазар. Покрај друго, новиот инструмент е клучен и за спроведувањето на ажурираната индустријска стратегија на ЕУ за промоција на праведен и конкурентен единствен пазар и создавање услови поволни за успешен развој на европската индустрија. Ревидирани насоки за регионална државна помош, односно насоки за регионална помош, со кои се утврдуваат правилата во рамки на кои државите членки може да доделуваат државна помош на компаниите со цел поддршка на економскиот развој на регионите во ЕУ, кои се во неповолна положба и во исто време рамноправни услови за сите држави членки, донесе Европската комисија минатиот месец. Некои од клучните елементи на ревидираните насоки се зголемување на покриеноста со регионална помош на 48% од населението на ЕУ, потоа поголем максимален интензитет на помош за поддршка на целите на Европскиот зелен план и дигиталната стратегија, како и општо поедноставување на структурата на насоките, појаснување на некои дефиниции и терминологија. Донесените ревидирани насоки за регионална помош ќе стапат на сила на 1 јануари 2022 година и тие се прв пакет на правила за државна помош, кои се ревидираат после објавата на Европскиот зелен план и Европската индустријска и дигитална стратегија. Во последниве 10 дена Европската комисија одобри повеќе шеми за доделување на грантови, кои ги имаат усвоено државите членки, а поврзано со кризата со пандемијата на коронавирус. Комисијата заклучи дека усвоените мерки, односно измените на постоечките мерки, се неопходни, соодветни и сразмерни против сериозни нарушувања во економијата на државите членки, во согласно со член 107 став 3 точка Б од договорот за функционирање на Европската Унија и условите утврдени во привремената рамка за државна помош. Па така Европската комисија ја одобри словенечката шема за грантови во износ од 3,6 милиони евра за поддршка на фармерите од стопанската гранка свињарство, погодени од кризата со коронавирусот, како и латвиската шема за истиот сектор во износ од 13 милиони евра. Одобрување доби и 90 милиони евра вредната словачка шема за грантови за поддршка на оператори во секторот туризам во контекст на кризата со пандемијата на коронавирус. Комисијата во периодот одобри и измени на постоечки шеми за грантови во Белгија и Италија. Па така ја одобри белгиската шема за поддршка на компании погодени од кризата со коронавирус во Фландрија, како и одобри зголемување на буџетот до 213 милиони евра на италијанската шема за поддршка на секторот за трговски саеми. За време на пандемијата на коронавирусот се зголемија онлайн нарачките, односно е-трговијата, која пак влијаеше на зголемен транспорт и логистика, како и изнаоѓање нови иновативни логистички решенија. Токму ова било поттик за една компанија од Полска да развие иновативен, безконтактен, безбеден метод за подигање и испорака на поштенски пакет, а врз база на автоматизирање и редизајнирање на систем на поштенски фахови, со цел нивна употреба во рамки на е-трговија. Имено компанијата има развиено мрежа од така наречени пакетомати за оставање и подигање пакети и пошта, како логистика за е-трговија. Пакетоматите се поставени на паркинзи, пред супермаркети, железнички станици и други места, каде има големо движење на луѓе. Тие функционираат на принцип на самопослужни пунктови за подигање и испорака на пратки преку автоматски поштенски фахови.
Преку специјално создадена апликација за мобилен телефон, корисникот може да ја следи пратката и да ги спроведува сите операции за безконтактно да преземе или испрати пакет преку пакетомат. Услугата е достапна 24 часа, 7 дена во недела. Дури 98% од пратките се веќе испорачани следниот ден. Следната среда се гледаме со ново поглавје од процесот на европските интеграции. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35, тука или на социјалните мрежи.